Добар ден, почитувани, ви благодарам што сте на Слободен печат. Ова се вестите во 15 часот. Јас се наоѓам пред сајтот на slobodенpečat.mk, местото каде што можете да се информирате за најновите и најсвежите информации. Издвоивме неколку вести за вас, чисто да ве потсетиме дека 24/7 ви стоиме на располагање кога се работи за најсвежите информации како од домашната политичка сцена, така и од светските случувања. Но за почеток ќе ги замолам колегите да одиме да се потсетиме кои беа нашите денешни гости и да ве потсетам за сите оние кои што немавте можност во живо да ги гледате овие интервјуа, можете да ги погледнете репризно на нашиот сајт и на YouTube каналот на Слободен печат. Блажо Вујовик, синдикат на МАНУ, вели на Академијата и се заканува мрак. Колегата Срјан Ивановиќ зборуваше со него поради штрајкот на вработените во стручните и општите служби на Македонската академија на науките и уметностите. Зградата на највисоката научна институција во земјава може да остане без доток на електрична енергија, без водовод и без парно грејење и така натаму. Повеќе за ова интервју погледнете на Слободен печат. Денеска наша гостинка беше и популарната пејачка Калиопи. Одблиску и лично со Калиопи да се држиме до она во што веруваме. Иван Бечковиќ е колегата кој што разговараше со Калиопи. Таа го најави големиот концерт и јубилејното издание на овој концерт, славејќи нејзината кариера. Повеќе околу тоа што зборуваше за Слободен печат Калиопи, гледајте секако на нашиот сајт или на YouTube каналот на Слободен печат. Уште една гостинка имавме во нашето студио, се работи за Јана Клопчевска. Професорката вели научниците треба да му служат на народот, а ние како иноватори да решаваме проблеми. Колешката Ана Јанева зборуваше со професорката Клопчевска. Ве поканувам да го погледнете репризно и ова видео. Понатаму на сајтот на Слободен печат издвоивме неколку најнови и најсвежи информации кои што можете да ги читате, кој дозволува подрум да стане магазин и уште колку вакви простории се потенцијални извори на пожар, истражува Слободен печат. Над 100 лица се евакуирани, а 43 лица се хоспитализирани во пожарот кој ноќта меѓу средата и четвртокот избувна во подрумски простории во зграда во Чаир. Се уште не е познато од што бил предизвикан пожарот во подрумските простории каде се наоѓал магазин на фирма полн со пластики и електронски уреди. 2 дена по пожарот се поставува прашањето: кој дозволува и уште колку подрумски простории се потенцијален извор на пожари? Екипата на Слободен печат беше на терен и по гаснењето, по долги часови гаснење на овој пожар, забележавме како изгледа сликата од таму со видео. Ке можеме да го погледнеме за кратко видеото. Еве како изгледа на терен кај зградата која што со часови се гаснеше пожарот во просториите во подрумот. Се уште полициско обезбедување, се уште премногу пожарникари. И сега на истото ова место уште една вест не пристигнува од таму. 2 лица се обиделе да извршат кражба во зградата која се запали вчера во Чаир. Министерството за внатрешни работи информира дека 2 лица денеска се лишени од слобода поради обид за кражба од зградата на улица Серава во Скопје, во која вчера настана пожар. По документирање на случајот дополнуваат ќе биде поднесен соодветен поднесок. Повеќе за оваа вест читајте на Слободен печат. Одиме со следната информација. 3 лекари од болницата Плодност загинаа во тешката сообраќајна несреќа на патот Прилеп-Битола. Радиолог, гинеколог и радиолошки технолог од болницата Плодност загинаа утринава во тешката сообраќајна незгода на патот Прилеп-Битола. Повеќе и за оваа вест можете да прочитате на slobodенpečat.mk. Николовски вели: секое трпение има крај. Од 2 актуелни мобилни оператори ќе зависи дали ќе има трет. Мислам дека лоши сценарија никој не би сакал да види, каде што би оделе со казни или каде што би оделе со принудување. Но секое трпение има крај и мислам дека во следните недели мора да се заврши. Или ќе го почитуваат закони, или како и за сите други ќе бидат преземени мерки, потенцира министерот. Повеќе за оваа информација побарајте на slobodенpečat.mk. Лице со посебни потреби, инспирација за новата песна на Меморија. Бевме на пресконференција каде што го најавија новиот концерт и секако новиот албум Меморија. Повеќе детали можете да погледнете на нашиот сајт.
Одиме со неколку вести од светот, дојави за бомби во Австрија, затворени железнички станици, неколку железнички станици во Австрија се затворени поради повеќе закани за бомби во изминатите неколку дена, изјави денеска портпаролот на полицијата за германската новинска агенција ДПА. Повеќе за ова читете на Слободен печат. Читете и за тоа дека авион се запали непосредно пред полетувањето во Италија. Итно евакуирани 200 патници. Ова е уште една вест од светот. Понатаму и ќе завршиме со нешто интересно, феномен на небото. Овој октомври комета последен пат видена во камено доба ќе се приближи до земјата. Кометата која последен пат можеше да се види од земјата во ерата на неандерталците, повторно се појави на небото, а астрономите велат дека во догледна иднина би можела да се види со голо око, пишува Guardian, а Слободен печат ви ја пренесува оваа вест. Ве поканувам да ги следите и овие содржини, секако сите новости на нашиот портал slobodенpečat.mk. Секако ве потсетувам да си купите и вестник по 22 часот, го имате најновиот број на Слободен печат, а утре во 9 часот ја гледате нашата програма во живо. Бидете со Слободен печат.